Добро вечер и добре ни дојдовте во уште едно издание на Тунел. Кај секој од нас е присутен поривот и желбата да се работи, да се заработи за еден убав и достоен живот. Но дали кај секој од нас е разбудено сетилото и е присутно да се слушне крикот и повикот на некој на кој му е потребно во одреден момент да му се подаде рака и да му се помогне. Едно е како поединец да сакате и да можете да помогнете и колку може да помогнете, но секогаш велиме, нели, некој е за нас некој е наше малку, за некого може да значи многу. Од друга страна ги имаме и фирмите, предпријатијата, како и сакаме да кажеме, кои би требало да имаат една општествена одговорност и да сакаат да подадат рака и на едно друго ниво помогнат малку повеќе во општеството и на оние на кои тоа им е потребно. За среќа, вечерва во Тунел зборуваме со две убави дами кои ќе зборуваат за нивните компании, но за тоа што значи да се биде и општествено одговорен, но и да се биде пред се човек. Добро вечер велам за Елена Пандова. Добро ни дојдовте. Аплауз не штедете, заслужуваат овие дами. Добро вечер велам и за Цветенка Христовска. Добро вечер Цеце, повелете. Добро ни дојдовте. Убави дами, убав повод за разговор и верувам дека убави инспиративни моменти кои ќе потигнат кај секој од нас малку повеќе да се разбуди, да заживее хуманоста. Не велам дека ја нема, мислам дека и поприлично имаме разбудено и раздвижено онака многу и по социјалните мрежи кај луѓето да се помогне, да се подаде рака. Често пати во последно време гледаме сите тие апели кои се појавуваат за помош во одреден сегмент и слично. Велам тоа е од една страна нешто што поединци можеби или здруженија или со помош на социјалните мрежи се прави, вие тоа го правите малку на едно поинакво и поголемо ниво. Ајде да тргнеме од спојот на убавината и хуманоста. Одат ли рака под рака? Дека вие сте присутни, работите на многу сегменти, но можеби оно најпрепознатливото е Елена Лука, бидејќи сите сакаме убавината, убавиот живот, убавиот изглед, па од тука можеби асоциацијата за вас најмногу на почетокот за спојот. Најпрво добро ве најдовме, одлична емисија, чест ми што сум тука вечерва. Ова прашање многу пати ми го поставиле, затоа што мотото на Елена Лука со почетокот на нашата активност беше модерни и хумани. И ја би рекла секојаш оди заедно естетиката и етиката, и така треба да биде. Во принцип, небитно каква е дејноста, дали се работи за мода или за некој друг сегмент кој што, нели, го работите како дел од својата активност, едноставно сметам дека професионалните успеси и сето она што ќе го правите како реализација во она што го работите треба да го поделите со народот. И во секој момент треба поделите дел од тој успех со тоа што ќе им помогнете на сите оние на кои што можеби во моментот им е многу тешко, имаат болка или се во некоја непријатна ситуација или се на маргините на општеството или се загрозени група на луѓе. Така да од тука дојде и самото мото, меѓутоа што и да била активноста, Елена Лука не ја работи својата хуманитарна дејност само со почетокот на работата на модната куќа, него тоа се случува многу поодамна. Мислам дека е повеќе лично чувство кое што го носиме, нели, од мали. Тоа е некој вграден код, генска предиспозиција или не знам како, кој што можеби своите предци, нашите предци го носеле во себе. Или ви ја наметнале во еден период од животот. Не знам како или едноставно не знам зошто. Едноставно имате лична потреба да се вклучите секогаш таму кај што можете да помогнете некому. Сега не зборам само лично, мислам дека тоа на глобално ниво со луѓето така се случува. Така ли е, Цеци? Навистина. Токму така е. Јас со гордост можам да кажам дека сум дел од компанија која што има високо развиено чувство за хуманост. Тинекс постои веќе 22 години на нашиот пазар и токму своето работење го темели на хуманиот дух и тоа е она што се трудиме сите вработени да го практикуваме во секојдневието. Пример за хумани луѓе се нашите сопственици, семејството Тодорови, кои што навистина безрезервно секогаш сакаат да помогнат и токму затоа и нашата хумана мисија не се сведува само на ниво на компанија, туку секојдневно сакаме да ги мотивираме и нашите вработени, нивните семејства да бидат хумани, да помагаат во секојдневниот живот на оние на кои што помошта им е најпотребна. Има ли разлика дали човек можеби доживел или преживел во одреден период од својот живот потреба да му се помогне, па потоа можеби, нели, кога ќе дојде во ситуација тој да има повеќе, да се наоѓа во, нели, една друга позиција, да тоа го сподели несебично. Има ли разлика меѓу тие примери или луѓе кои иако немале никогаш потреба да од помош и сепак се несебични, даруваат, помагаат, или обратно, нели? Па да речеме, ако е прашањето за одлична природа, да можем да одговорам. Сигурно многу пати се наоѓаме и сите во некои ситуации кога можеби не треба вид на помош. Сега можеби не од такви размери како што ние сме учествувале во некои хуманитарни проекти и така натаму. Меѓутоа сигурна сум дека доколку немате емпатија или развиено чувство за сочувство со другите и со нивната болка,
дека вашата материјална надокнада би била само еднаш, два пати, три пати, 5 пати, 100 пати и сето тоа ќе заврши еден ден. Доколку вие тоа го почувствувате на повисоко духовно ниво и го имате во своето срце како момент на преживеана болка, мислам дека тоа ќе биде стимулот и понатаму мотивацијата за да може да се наоѓате во секое време онолку колку што можете да дадете дел од својата позитивна енергија и можеби нели преку материјалните добра, меѓутоа и како морален еден поддржувач за да можете да помогнете на другите. Сигурно дека има еден личен печат во сето тоа за да можете да бидете дел од таков тип на живот. Тоа е веќе начин на живење, филозофија на лично битисување. Тоа е веќе нешто што навистина морало да сте го поминале на таков или на онаков начин и дека животот се променува понатаму и сваќате дека не е се во земските богатства, материјалните нешта, дека не е се во парите, дека имаме многу посуштинска мисија зашто сме овде на земјата и дека сите треба да сме поврзани да си помагаме меѓу себе. Да се да. Цеца? Низ годините нашата компанија го негува тој филантропски дух и овие години сме реализирале многу донации. Токму од потребата да помогнеме на некој, многу често пати донациите се на наша иницијатива, но имаме и такви кои што ни носат предлози, па ние ги прифаќаме и реализираме проекти во повеќе сегменти. Во 2012 година ја основавме платформата Тинекс ти и јас, токму за да ги сплотиме сите активности во општественото работење и да ја зајакнеме нашата хумана мисија и преку оваа платформа реализираме донации и проекти од повеќе области како здравство, социјално ранливи групи, спорт, образование, култура, уметност и заштита на животната средина, значи сме активни во сите сегменти на општественото живење. Подоцна ќе ви се заблагодарам од Тунел за нешто. Конкретно нели во соработката во која излеговте несебично во пресред со самата една нели покана и понуда на еден вид на соработка. Првата ваша ревија која беше нели врзана со хумана мисија, ја паметите најмногу по што? Предходно имаше и некои други хумани настани кои што ги работевме, поврзани со модата. Добро е да се спои дејноста со тоа, меѓутоа би ја издвоила можеби најголемата хуманитарна манифестација која што се случила на нашите простори поврзана со модата. Тоа се сеќавам беше 2009 година, кога на отворена сцена во универзална сала беа вклучени околу 80-90 жени од јавниот живот, од различни професии. Носеа креации на Елена Лука. Сето тоа одеше директно на фреквенцијата на македонската телевизија, на оваа фреквенција, да речеме, кои што ги отворија своите хумани срца и своите врати на оваа телевизија и се донираше во 3-часовна емисија беа отворени телефони за донација. Значи креациите беа предмет на купопродажба и средствата беа наменети за обезбедување на некој систем за вентилирање на дневните болници на клиниката за онкологија, каде што се аплицираше цитостатската терапија, каде што практично беше неопходен тој некој систем кој што помагаше воедно за прочистување таму на средината, како и на болните во тој момент кои што ја примаа терапијата, меѓутоа и луѓето, персоналот кој што аплицираше терапија. Можам да кажам дека тоа беше една многу успешна мисија, со голема радост и не можам да ви го објаснам чувството и емоцијата кој што до денеска ме прати. Уште една се заблагодарувам на сите тие 90 господи и господици кои што јавно се појавија на сцената, кои што беа во улога, да речеме, на модели, меѓутоа си ја имаа тежината затоа што ја има оформено својата личност со своите вокации и дава функција на самите креации. За секоја поединечно беше изработена таа креација, листите тие се продаваа, меѓутоа имаа храброст да застанат пред 2 милионската публика, пред еден широк аудиториум, се со цел хумано да можеме да ги собереме тие средства и да ги обезбедиме тие системи кои што потоа беа вградени на клиниката во онкологија. Значи тоа сметам дека е еден проект кој што беше успешен затоа што сигурна сум дека таа вечер многу луѓе донираа и од своите домови, беа дел од сите нас и се отворија уште многу хумани срца или се подигна нивото на свест на луѓето, иако се хумано многу свестени македонците, меѓутоа човек плюс да влезе во тие хуманитарни активности е голема придобивка и тоа што тој проект се смета за успешен.
Така да, мислам дека тоа би можела да го издвојам како проект кој што еднакво сме работеле на вистина многу проекти. Ќе ги споменеме. Вредни се сите за споменување, но и они останатите кои ги правите, потоа и за другите платформи, па и онаму каде сакате да подадете рака, кога некој има мотив и желба да се најде во она што конкретно го работите со модата и со убавината. 22 години не рековме, на вистина долги години работа, успешна работа и голем број на години посветени на тоа да се биде хуман. Како проекти рековме многу, но кои може би онака ви се клучни или најблиску до срцето за кои онака сметате дека ви е драго што сте били вие дел, но и компанијата и ќе ги извоите како онака најразбудувачки кај јавноста можеби. Горда сум што можам да кажам дека во текот на една година издвојуваме буџет од над 13 милиони денари за покривање на проекти од сите сегменти. Би издвоила неколку. Во областа на здравството, знаеме дека здравието е најголемо богатство за сите нас и е основен предуслов за убав и квалитетен и среќен живот. Токму за подобрување на условите во здравството, здравствените институции многу често имаат потреба од софистицирана опрема за лекување и подобрување на условите во кои што престојуваат пациентите. Па токму водени од таа причина имаме реализирано многу донации во клиники во Македонија. Би ги издвоила донацијата од над 1 милион денари за купување најсофистицирана опрема за Институтот за белодробни заболувања во Козле, каде што докторите многу брзо ќе може да постават диагноза и да додалат соодветно лекување за пациентите таму. Соработки со детската клиника, значи дониравме 500.000 денари за изградба на ургентниот центар, понатаму на 2 наврати соработка со клиниката за детска хирургија, опремивме еден дел за интензивна нега, 3 соби беа адаптирани според меѓународни стандарди, дониравме и озонери за чист свеж воздух во кој што престојуваат дечињата. Во областа на социјално ранливи групи тоа е една посебна гранка каде што треба да им се помогне на оние на кои што можеби немаат каде да се обратат за помош, а такви за жал во нашата држава ги има многу. Многу од тие донации проекти се со еднократна помош, меѓутоа некои се континуирано со финансиска помош во текот на цела година и со години по редослед. Би ги издвоила тука дневниот центар за деца на улица во Шуто Ризари, кој што постои веќе неколку години и кој што има за цел да ги прибере, да ги собере децата од улица, да не питачат, туку да ги вклучи во едукативниот процес, да ги избања, да ги лекува од болести кои што најчесто ги зафаќаат тоа популација, тоа население, да им помогне при вадење на документи, да едноставно ги оспособи да можат сами да заработуваат, да функционираат. Некој нов проект кој што го спремаме е исто така со едукативен центар за родителите на овие дечиња, каде што ќе може да изучуваат вештини и занаети за да може да заработуваат за живота, да не да питачат. Исто така би го издвоила и уште од 2004 година од особено значење за нашата компанија потпишавме меморандум со Домот за деца без родители 11 октомври, така да секое полнолетно лице кое што е штитеник на Домот за деца без родители има можност за вработување во Тинекс и во овој момент веќе 20 штитеници на домот работат во Тинекс и заработуваат. Дајте, не ги штедете дланките за овие подготвени дами, за големите срца на луѓето кои работат во овие компании, се разбира тука секогаш подготвени да скокнат и да помогнат. Кој ви дава можеби некаков правец сугестии за што и кога, каде да се помогне околу проектите? Дали ви доаѓа некогаш само иницијативно, следите некој настан, ве погодила некоја ситуација, условно речено на улица, па да речете јас ќе искористам мојата позиција да во оваа насока или еве покренам по мене лавина од луѓе, бидејќи тоа го можам да помогнеме во одредена ситуација, пак ќе речам на повисоко ниво, во организација, во институција. Така е. Секој ден доаѓаат различни барања, како што рековме, луѓето секој ден се обраќаат за помош во нашите компании. Меѓутоа, еве затоа можеби Елена Лука отиде малку на повисоко ниво, ја формиравме фондацијата Елена Лука. Затоа што беше редно да се издвојат сите овие хуманитарни активности кои што ги работиме со многу организации. Си имаме секаде практично вклучени, сега и јас го немам
портфолиото хуманитарно на Елена Домот Лука. за деца без родители сте Да. присутни, но Работиме со помагате, 11 соработувате со нив. Па добро, да, со СОС детско село. Тоа се наши блиски пријатели, наши навистина големи другари. Спремаме редовно матурски креации за сите нив полуматура, домот за стари лица, Мајка Тереза, секогаш сме таму, да речеме, за празнициве, комуницираме, пееме, се радуваме, пееме традиционални стари македонски песни. Едноставно сме едно весело друштво, навистина тоа се едни фини насмејани лица и сето тоа. Колку што можеме сме секаде вклучени. Работиме исто со различни клиники, работевме креации за дечињата на хематологија на клиниката. Не е ни толку битно, едноставно да речеме листата на портфолиото на Елена Лука во тој дел колку сме се развивале сосема поинаква и има доста активности. Не го сакате ниту насилството. Да, меѓутоа во контекст на тоа што го поставивте, што е многу битно, и кој што еве ова година одлучи веќе конечно да реализираме еден правен ентитет кој што ќе се издвои, да речеме, од Елена Лука како модна куќа, затоа што навистина во самата компанија се реализира толку многу хуманитарни активности кои што кога ќе дојде инспекција кажува па добро Елена, вие шиете или хуманитарно работите? И така да решив да го издвојам тоа во еден правен ентитет, фондација Елена Лука, кој што требаше поодамна да се случи, меѓутоа еве сега од почетокот на јануари 2016 година одлучивме да го изработиме тоа, создадов еден тим, затоа што верувајте колку повеќе се вклучувате во таквите активности надвор на терен, добивате поголема потреба да дознаете што всушност се случува во општеството на најниските нивоа структури на поставено, значи како луѓето навистина делуваат или битисуваат надвор. До нас доаѓаат гласови, барања од охрабрени луѓе, меѓутоа не секој има храброст да се обрати за помош. И некогаш ќе си поставувате прашање дали правилно пренасочив средства или помогнав или дали е тоа, дали поинако одиграло некој здружение одредена ситуација, дали е правата перцепцијата. Кога имате веќе правилна статистика од терен, а тоа го прави ваш тим, е многу поинаква ситуацијата. Во моментот фондацијата Елена Лука се занимава точно со тоа, со статистики и со една реална представа што надвор се случува. Тоа е еден макотрпен процес, нормално постојат и некои официјални статистики во Македонија на загрозени групи или во каква состојба е социјална економско-социјална состојба на државата, меѓутоа сакате да ги проверите сите тие бројки и во која линија се движи самата таа ситуација. Така да фондацијата пред се на крај се фокусира, дојдовме до еден заклучок дека треба да помагаме за квалитетен раст и развој на малите деца од економско загрозените семејства, со тоа што ќе ги стипендираме и веќе проектите се отпочнати, меѓутоа тоа ќе биде за наредната 2016-2017 година на 5 девојчиња со задолжително средно образование кои што ќе ги стипендираме и ќе ги следиме вод за се што е потребно, исто и 5 стипендии за високите образованија од рурални средини, би рекла, затоа што таму, иако веќе по закон е задолжително да се едуцираат со средно училиште, меѓутоа девојчињата навистина не посетуваат во споредба со машките деца, би кажала, се гледа таа разлика по статистики. Втората група на која што моментно би се обратиле се самохраните мајки, затоа што се во навистина една незавидна положба и во моментот тече еден проект со помош за економско јакнење на самохраните мајки, со тоа што за секоја мајка обезбедуваме 100.000 денари во форма на техничка опрема, на едукација, значи тоа ќе бидат 5-6 жени исто од различни општини од Македонија. И тие огласи се веќе во тек. При крај 31 март мислам дека затвараме со тој дел и конечно ќе ги издвоиме жените кои ќе бидат и кои ќе отпочнат со своите или ќе почнат свој бизнис или ќе прават на доградба над постоечкиот работа која што веќе работат. И на крај што е за нас да кажеме многу битно е едукација и обука и обраќање до младите и до студентите за родово базираното наследство кое што е во огромен процент во Македонија, практично можам слободно да кажам, за жал, секоја трета жена е подвргната на семејно насилство, што е страшно и мислам дека проблемот лежи во најпрвен во економската проблем со економската независност, тоа е ланец на нешта, кој што од друга страна повлекува зависност за да остане во една насилна средина и таму ги држи и своите деца, би рекла, и на ниво уште како девојки кои ги дозволуваат таквите насилства да се случуваат уште во релациите
пред нели да се склучи бракот и понатаму и да се основа семејството. Така да правиме советувања и тие се веќе отпочнати, имавме во Велест, имавме во Пехчево, веќе во Куманово и неколку други општини во кои што ќе се случуваат тие предавања. Моето име секогаш на терен и околу 500 млади луѓе ќе бидат офатени со 24 обуки, кои што мора да ја менуваат полека свеста во однос на дискриминацијата на родовата еднаквост, дискриминација и родово базирано насилство или еве кај нас исто познато семено насилство или секаков друг тип на насилство, така да доста ќе се занимаваме и со оваа проблематика. Бидејќи кога зборувавте за семеното насилство, јас периодов доаѓам до исто податоци кои се шокантни за тоа колкава е бројката и ние зборуваме, ги отвараме темите, но има навистина сериозен проблем на кој треба да се работи од различни причини, не се осудуваат, осмелуваат нели да излезат да кажат дека што велите пред се можеби од таа економска зависност, па немате податоци реални стравот за тоа што се случува, се е тоа некако завиткано, запакувано, а податоците до кои доаѓаме се навистина фрапантни, застрашувачки, мора како што рековте, се зборува на вистина гласно, да бидеме сите тука некако присутни на било кој начин, кој колку може да се инволвира за да се менуваат работите кому подобро. За дел од тие проекти тука сте, споменав пред малку за да не изумам, дека сакам да ви се заблагодарам бидејќи несебично ја подадовте вашата рака и помогнавте на семејства од ранлива категорија, многу детни семејства кои име расплака во тој период и нема оно што велиме нели основното за живот или парче леп за своите деца кои ги имаат повеќе на број. А вие тука бевте несебично подготвени да ги отворите вашите врати, направивме договор за година дена, потоа сами ме изненадивте дека само иницијативно, без да побарам од вас, го продолживте договорот на уште една година, што апсолутно заслужува. Навистина и аплауз и честитки за тие големи срца за да се биде присутен и повторно ќе речем да се влијае на било кој начин или во било кој сегмент малку, но навистина ќе значи многу. Од друга страна имате повторно и апел и вие ги споменавте децата од домот за деца без родители кои добиваат она животна шанса и кај вас има отворено таква шанса за оние кои би сакале нели мислам дека имам точната информација да се обучуваат за оние кои ја сакаат модата, да ги добиваат оние курсеви за шиење, за Да, тоа е пракса во Елена Лука од подамна, а сега со фондацијата уште поофицијално го поставивме како проект. Значи, млади девојки исто и мајки кои што имаат потреба да се едуцираат во делот на модниот дизајн на повеќе нивоа, значи таму во секторот на моделирање има дел од обуки, кроење, шиење и сите тие фази до реализација на самиот модел. Вклучен е стручен тим, експерти во делот на модата кои што работат со тие млади луѓе или жени кои што се спремни да се едуцираат за да можат утре можеби да отпочнат еве и своја некоја работа самостојна или да се вклучат во некоја модно ателие поинаку или да станат дел од тимот на Елена Лука, што често се случува. Така да тоа во континуитет Елена Лука го прави со тие едукации, не е спорно. Секогаш вратите се отворени за таква помош. Колку повеќе расте компанијата? Се имали чувство дека треба повеќе да се подаде рака или да, ете, како што велите, да се фатите унака во коштец со поголеми предизвици, посериозни проекти или се затвараат, условно речено, вратите? Тука веќе доаѓа она прашање, дали емпатијата, дали развиеното чувство за помош, буквално тука доаѓа повеќе до израз, колку вие ќе сакате повеќе да помогнете или да дадете и зависно од нели дали кај сопствениците или кај дел од тимот е поразвиено чувството на себичност, па чекај да си зачуваме, можеби ќе ни треба да имаме за нас повеќе, ги става на едно мерило овие работи. Го прави тоа што не треба. Мислам дека нашата компанија е пример која што, како што напоменав од претходно, дека од своите почетоци почнала значи со хумани акции и како расте така и растат и реализираните проекти и донациите. И тоа нема да застане. Горди сме што сме постигнале резултати преку сите овие реализирани активности и понатаму ќе продолжиме да вложуваме во развојот на заедницата и помош на сите оние на кои што им е потребна. Ќе се надоврзам на прашањето од претходно. За многу проекти правиме претходни истражувања, нели секако што е потребно и колкав буџет ќе треба за да се оствари тоа. Меѓутоа има и такви кои што се адхок донации, токму како случајот со многу детните семејства, кога нема време да се размислува, кога треба веднаш да се реагира или пак за жал многу природни непогоди кои што погодиле голем број на луѓе и сме морале да реагираме веднаш.
За нас важи тоа дека хуманоста не познава граници, не познава националности, па така имаме голем број на примери за помош донирана и надвор од границите на Република Македонија за македонските заедници, за македонското население во Пустец во Република Албанија, за македонската заедница во Гора на Косово, потоа кога се случија поплавите во соседна Србија, исто така излеговме веднаш со донација, испративме шлепери на вода. Минатата година, уствари во јуни, кога беше бегалската криза, исто така не останавме со затворени очи, туку веднаш излеговме на терен, поставивме пункти и им помогнавме на оние кои што тргнале по подобар живот негде, за да им овозможиме да добијат имаат барем достојни услови во одредена ситуација која тоа им е потребно. Зошто стануваме поалчни кога имаме повеќе? Предпоставам затоа што не сме разбрале филозофијата на животот. Знаете, јас секогаш се водев од тоа, и во Библијата стои, оставете 10 од тоа што ќе го сработите за луѓето. Значи, ако компанијата расте, тогаш тој 10 ќе расте. Доволно е само да се водиме од таа водилка и ќе немаме никаков проблем. Алчноста е сериозна работа, едно од најголемите зла. И така да сметам дека сето тоа си има цена. Колку повеќе станувате алчни во тој дел, генерално како карактер, толку повеќе на крај ќе има тоа се враќа како бумеранг, за жал, тоа се природни закони кои што можеби сакаме не сакаме некогаш се враќаат назад. И така да сметам дека треба да ги отвориме срцата повеќе, да стануваме подобри луѓе, да учиме, да си помагаме едни на други. Да не ги штедиме средствата кои што ги заработуваме секојдневно, затоа што знаете некогаш еден денар на некој стар човек кој што му е последниот залак од неговата пензија, кој што ќе го донира во некои хуманитарни цели е многу повреден отколку да направите мегаломански проекти, да инвестирате големи средства кога сте веќе голем богат човек по земски критериуми. Значи сметам дека тоа е едно големо зло и дека треба да стануваме се подобри луѓе. Ја гледам да не се инфицираме многу од тоа или тоа што не е инфицирано да го лечиме. Барем некако мора да се најде, да се најде систем. Една онаква би рекла трик, еден онаков трик во животот кој веројатно ве става на тест. Кога нели почнувате да искушенијата растат. Се зголемуваат искушенијата и многу треба искреност и итрина за да го согледате тоа навреме, за да не отидете во малку по погрешниот пат, да не ве понесе таа веројатно алчност, да се вратите од направиот пат и да едноставно знаете да се изборите со сите тие предизвици и да кажете како можев, нели со можеби помалку, ќе можам и понатаму, делот тоа ако го дадам нема да ми пречи воопшто ништо. И од непроценливо значење чувството кога ќе видите дека сте направиле добра за некого и барем за малку ќе му го подобрите животот, ќе изнудите насмевка на децата, па и на возрастните, ќе направите подобри услови негде за да може луѓето да функционираат. Така да тоа е од значење за душата пред секако човек, како сите што работат во компанијата која што е општествено одговорна. Веројатно и сакате и работите исто на едноставно изедначување на различностите. Ние како тунел работиме исклучително искрено на тоа да бидеме свесни за различноста околу нас, пред се оние млади генерации кои доаѓаат да бидат свесни за различностите околу себе и меѓу себе. Така е. Некако се уште народот живее со некои предрасуди. Ја мислам дека луѓето најмногу се плашат од неинформираност, од непознатото. Ништо помалку не е проблемот со мултиетничко општество, стравото тоа. Која ќе ја запознаете убавата страна, ја ги викам тие посебни луѓе. Не со посебни потреби, посебни луѓе. Значи, која ќе ја запознаете таа другата страна на тие посебни луѓе, која ќе се информирате повеќе и пак коренот лежи значи во едукација на најмладите членови на ова општество, дека убавината е точно во различностите, тогаш нема да имате и предрасуда и нема да ги гледате со поинакви очи, едноставно ќе бидеме сите едно. Едноставно нивните потреби се можеби малку поразлични од насите, од нашите, меѓутоа сите тие се луѓе имаат душа, срце и можам одговорно да тврдам дека многу добро перципираат посебните луѓе, многу добро чувствуваат и ја осеќаат цела таа енергија кога ги гледате чудно или со прашалници
и мислам дека на тоа треба многу да работиме. Благодарение на здруженијето што го води Ребека и на балот на различности, имавме, се сеќавам, еден проект кој што го работевме со млада надежна дизајнерка, посебен човек, Анастасија Чадо, и изработивме една колекција, се викаше Вода. Ја носеа исто еминентни личности на сцената во театарот. Нејзината колекција изработивме во студиото на Елена Лука и ја промовиравме како млад дизајнер во Македонија за прв пат, така посебен човек да направи една таква посебна колекција. И ми направи тоа голема среќа и можам да ви кажам дека направи изворени дела, можеби многу подобри од тие обичните дизајнери кои што многу не има. Значи, едноставно почитувам само да се едуцираме повеќе, без предрасуди, без лепење на етикети. И во тоа е, мислам, магијата или суштината да ги разбиеме тие табуа околу посебните ние. Уште, да. Ги имаме многу, меѓутоа мислам дека веќе работиме и се будиме полека во тој дел да допринесеме и мислам дека поактивно ќе работиме секако. Вака здружени не се плашам и со здрав медиум, еве како што е овој емисија од ваков тип, да стигнеме до срцата на сите луѓе и мислам дека ќе одиме само напред и во развојот и во будењето на свеста на сите нас. Цеце, каков е примерот? Лицата со посебни потреби се посебни луѓе, со посебна енергија, посебен дух и навистина во многу прилики сум имала лично и јас прилика да се дружам со сите нив, затоа што во низа наврати сме реализирале многу проекти за училишта за деца со посебни потреби. Она што сега во моментов е најново и за среќа за прв пат ќе има дневен центар за мултисензорна терапија за деца со аутизам. И кога ни се јави Здруженијето во мојот свет, тоа адхок, кога веднаш треба да реагирате, безрезервно одлучивме да ги поддржиме и да помогнеме во спремањето на овој дневен центар, каде што ќе можат децата со аутизам да добиваат дневни терапии, секако да бидат. Да, апсолутно им е потребно, само работа, многу работа со нив и простор кој соодветен, нели, за она што им е потребно и може да бидат исклучително корисни за општеството, за себе, своето семејство. Визуелни соби си има таму како и така. Така речеме, таа информираност и потребата од вакви, да речеме, дневни центри, познавањето на тоа што им е потребно на одредена категорија на луѓе кои имаат одреден проблем, веројатно на глобално ниво би ги решавало многу повеќе проблемите кои ги имаме и затешкуваме таму некаде што велат старите под типик и сметаме дека нема, ако не се гледаат да дојдат до израз, но за жал ќе дојдат кога тоа ќе за да помогнеме, за да помогнеме мора да бидеме информирани, мора да следиме што се случува и мора луѓето да зборуваат за да можат компаниите како нас и индивидуалците да направат тепихот се преполнува. Така да излегуваат работите да виделе на полека. Споменавте и Библијата, споменавте че неколку пати еве Господ и нашата, нели, присутност, земната, моментот да сме свесни. Универзум, космос. Да. Добро. Знам дека ги почитувате монасите. Добро. Соработувате. Како што ги почитуваме и другите од другите религии. Не, прашањето дали на ниво на мода можеби само соработувате, одредена поддршка или тоа има некои поинакви размери? Или вие едноставно си ја канализирате потребната енергија за секојдневните предизвици, оној притисок, веројатно секојдневно кој го чувствувате. Сите мора да имаме некој канал на... прашање, никогаш не сум размислувала модата на монасите и на свештенството во Македонија. Еве, реално ние навистина работиме многу мантии за нашите монаси, за свештениците, со подписот на Елена Лука. Тоа е еден засебен сектор кој што се занимава со изработка на облека на монасите во христијанството во Македонија, меѓутоа и во Грција, и во Света Гора. Браво. Морам да ви кажам, тоа воопшто не е битно. Која е таа комуникација, зашто ја имам толку со монасите или ги сакам тие луѓе, или тие се моите најдобри браќа и сестри по Христа, или јако реков ги почитувам сите од другите религии. Меѓутоа еве јас сум родена христијанка, па сега не случајно сум тоа, претпоставувам, и треба малку повеќе да се едуцирам околу мојата религиозна определба, оди така била и баба ми и прабаба ми и така натаму. Кога гледате толку зло во не едно обкружување во кое што се движите, поминувате лични премрежа, поминувате премрежа во околина, ги гледате тие болки. Пресилно е за човекот да може да го разбере тоа со својот капацитет и духовен, и емоционален и секаков. Зошто постои толкава болка во светот и зошто толку зла се дозволуваат и зошто толку луѓе се на маргините? И зошто толку луѓе страдаат? Зошто толку деца се обесправени? Верувајте, ја единствено комуникацијата имам со тие луѓе затоа што тие ги имаат одговорите.
Значи, разговорот со нив многу ми помага. Од една страна, секогаш се тука за да помогнат, несебично се даваат, да се вклучат во хуманитарни активности. И некако мене не ми се еквивалентни со другите лечилишта, како што е клинички центар, да речеме, меѓутоа тоа се сепак лечилишта и мислам дека треба да донираме и да помагаме тие лечилишта да се подигаат, затоа што, еве реално ќе кажам, има манастири кај нас кои што лечат активно луѓе зависници од наркотици и тоа многу успешно, што дури не успеват дури болници кај нас и одредени групи со такави резултати лечењето да го спроведат како монасите што го прават. После Елена Лука се вклучува во ресоциализирање на таквите луѓе, па со вработување помага и така натаму, што е еден цел ланец. Меѓутоа можеби најмногу мене лично ми помага затоа што наоѓам во одреден дел духовен мир и одговори на прашањата зошто има толку зло и болка на светот, во светот и како можеме ние да се екипираме и да помагаме повеќе и да го разбудиме срцето со поголема емпатија и со љубов, да си помагаме помеѓу себе и полесно да го поминеме овој пат додека престојуваме овдека. Таа е таа посебна комуникација со моите монаси. Ги поздравам сите, ги сакам сите, знаат. Во Елена Лука се доаѓаат, излегуваат и така. Даваат еден мир посебен и имаат познавање. Манастирите се исклучително такви топли мирни места кај што верувам дека и оние малку потврдите, ќе попуштат во смисла на ќе излезат емоциите на виделина, некако чудно е тоа целото кое можеби нели на моменти ниту самите не можеме да си го објасниме, барем и јас на моменти сум се фаќала себе си какво е тоа чувство или какво е тоа обкружување кое едноставно во моментот ве разоружува до гола кожа и вие сте тука чисти, едноставно и ќе си побарате покајување и можете солзите да си ги пуштите и можете да бидете вие без никаква скриена емоција ниту преправање. Еве се радвам ова што го слушнав. Браво. Браво. Аплауз, ова е за аплауз. Ве земам за асистент, Елена. Браво. Теца, како вие си ја канализирате таа енергија која се собира? Често пати е позитивна, некогаш негативна, емоции се во прашање, нели се соочувате со секакви животни предизвици, предизвиците на работното место, да се одговори на сеа, има многу, нели, побарувања. Темпото е динамично многу, меѓутоа таа енергија се канализира преку активности во природата. Најчесто не сум била досега, еве ќе земам искуство од Елена, не сум разговарала со некој монах да има време до 50 години ќе стигнеш и до тоа ниво. Да, ама навистина тоа соголување до гола кожа и тоа баш вистински вие што сте личноста, би сакала да го почувствувам и ќе го направам во некоја прилика. Ајде, кои се идните проекти кои може еве вака да ги поддржиме јавно или да зборуваме кое, иако споменавте во делот задачите кои сега си ги имате? Па сигурно може да помогне во гласите за жените во економско јакнење на самохраните мајки. Да, до 31 март трае. Другите активности ни се сите практично зацртани, еве матурите доаѓаат, спремање на креации во однос на тој дел. Да кажем реално од поголемите проекти мене ми се атрактивни, а тој не е соодветен збор, меѓутоа народните кујни, кои што гледам дека и владата веќе имаше разработено некој концепт план, сега не знам колку тоа ќе се реализира, околу 33 народни кујни требаше да се отворат на ниво на цела Македонија. Некои од тие кујни се затвара, значи тоа се бесплатни центри каде што може да се земе оброк. Еве, ја имам, да кажеме, комуникација со Банката за храна за Македонија, застапниците, и навистина има многу глад во државата. Просто не можете да верувате. Дури во делот од кај што јас сум по потекло еве од Струмица, има толку гладни семејства што само имаат по 1 до 2 топли оброка со своите деца во текот на неделата. Значи тоа е една трагична ситуација, а мислев дека Струмица и Струмичко се места каде што има многу храна, затоа што таму се одгледува храна реално. Што да зборуваме за некои други краишта каде што се планински или не знам како. Така да народните кујни се едни многу интересни проекти во кои што сега правам некои анализи. Шелтерите се исто за жени загрозени цемено наследство, мислам дека се дефицитарни, дека бараат подобри услови. Голема цел ми е да дојдеме во уште сега ја почнуваме комуникацијата со институциите надлежни државни кои што се занимаваат со сите овие проблеми како што се Министерството за труд и социјала, Центарот за социјални работи, едноставно да заеднички ги решаваме проблемите и се надевам дека ќе имаат и тие слухи и ние од другата страна колку што можеме да се вклучиме, затоа што само споени во со една заедничка цел ќе можеме да ги оствариме овие сериозни проекти, па колку ќе може нели државата да помогне во тој дел, колку можеме ние како бизнис сектор да се вклучуваме, да едноставно ги подобриме тие некои фундаментални основни работи
во општеството. Значи работиме на некои поголеми проекти, за сега не би зборила, меѓутоа навремено ќе бидете сигурно информирани, ќе имаме потреба да објавите или нешто да помогнете да се пренесе глас или порака до јавноста, сигурно ќе бидете информирани. Ви благодарам. Да. Цеце? Грижата за потребите на заедницата и развојот на заедницата непрестанува продолжува, ќе работиме и оваа година и во наредните години. Она што оваа година се интензивира во делот на хумани акции, ќе продолжиме понатаму со проекти од спортот, од здравството, културата и уметноста. Секогаш поддржуваме афирмирање на македонската култура и уметност. Она што не го спомнавме во делот на општествена одговорност и односот спрема вработените. Апсолутно. Токму и во тој дел нашата компанија, верувам дека Елена Лука вложува многу во едукација, во тренинг на нашиот кадар кој што работи со цел да се обезбедат максимално добри услови за работа, а со тоа и потрошувачите од другата страна да бидат задоволни, и сето тоа е мотив плюс за да продолжиме понатаму да создаваме добра. Веројатно големината и успехот на компанијата потоа се гледа, односно ќе ја видите од односот на оние кои истата ја имаат, ја поседуваат, ја створиле се едно кон своите вработени. Тоа е веројатно еден ланец кој некој го учи на време или го сваќа тоа, нели односот или сметањето дека вработените се сепак едно големо семејство во кој сте вие дел или вие го водите тоа семејство, и ако се тие задоволни или едноставно имаат инспирација и мотив да бидат дел од тоа семејство и сакаат да вложат во истото, успехот и зголемувањето и растот на компанијата ќе биде несомнено присутен. Веројатно вие тоа сте го сватиле тоа, гледам, па функционирате. Доколку се извадите како лидер од своето его, дека сте лидер, туку дека сите сме едно со нашите вработени, мислам дека само тогаш ќе има резултати. Не можете да правите хуманитарни акции или да се вклучите со емпатија ако вработените ви го немаат тоа срце. Значи едноставно сето тоа механички ќе се одработува на крај. Мислам дека луѓето не се наоѓаат случајно, дури ни во компаниите, дури ни тимот не е случаен. Едноставно тоа се луѓе кои што се на слична фреквенција и можете да се разберете многу едноставно, и потоа проектите се течат и понатаму. Сега ја морам да кажам, тука нема представник од моите вработени, можеби поинаку ќе се изјаснеше за разлика од Цеце. Ама еве, нели? Ама следна прилика ќе има. Наредна прилика, ако може, ќе ве молам мојот директор за маркетинг исто да биде тука. Меѓутоа, и бренд менеджер сите, оти ми е многу важно. Во близина моја кажува дека условите се одлични. Јас навистина правам оноку колку што мислам дека има услови да се прави тоа. Меѓутоа, не е толку битно ние интерно до кој степен ќе се развиваме, колку што е битно да го јачеме од друга страна нашиот меѓусемен однос, меѓутоа и односот кон клиентите. Практично тоа оди едно со друго. И мислам дека резултатите на крај кажуваат и вработените се движечка сила на секоја компанија, така да мора да се инвестира и да се позитивна енергија, значи добро е на работа. Исто е така и со моите вработени. Делот семејството апсолутно тоа се да, јас лично сум горда што работам во компанијата. Толку години, затоа што навистина е препознатлив бренд и препознатлива компанија кај народот, како добар почитуван работодавец, како општествено одговорна компанија, како партнер со сите своји соработници, така да навистина да ви честитам од срце на оно што го правите, на успесите кои ги нижите, но при тоа сте човек со големи срца и се разбира несомнено давате, имате емпатија да бидете тука за оние на кои им треба помош, да подадете рака и сте, што велам, газите цврсто на земја, не сте во облаци, и покрај тоа што сте го направили, или империите кои нели вие сте делот на голема, вие ја створивте истата и се развива и се зголемува, тоа е навистина на голема човечка особина. Честно исклучоци, ретко кај кого може да ја приметите, кога нели пак ќе споменам и пред малку реков, се губи тоа чувство за да може да бидете стабилни и да не забегате малку по другиот пат кога ќе ве понесе тоа имање и стварање нели изголемување на вашето богатство. Затоа велам честитки од срце. Ви благодарам што бевте денес дел од тунел, бевте исклучително светла точка. Верувам дека барем за нијанса ја будиме и стануваме сите посвесни за тоа дека треба да сме со сите сетила нели отворени и будни да помогнеме онаму која треба, колку што треба, секој колку што може, бидејќи не знаеме, можеби во кој момент од животот и нам ќе ни затреба помош. Ова нека биде еден почеток на наша и продолжение соработка, која понатаму ќе биде еве вака јавна, отворена за идни проекти, ви стоиме на располагање и драги мои вие од таа страна. Никогаш не ги затваряте очите ниту срцето.
тогаш кога можеби треба да подадете рака и како што споменавме, некогаш можеби и тој 1 или 5 денари кои ги имате, ако ги подадете некому ќе му значат навистина многу. Ви благодарам за вечерашното присуство. Благодарам за поканата.